Свеста за осигурувањето мора да се менува. Наместо да се плаќаат милионски суми на штети од државната или домашните каси, ризиците треба да се надминат преку осигурителните компании. Но токму овој сектор кај нас е најмалку развиен. Дали поради недоверба, сиромаштија или ниска свест, осигурувањето оди тешко. Тука ја гледам улогата на институциите на државата, кои што мора да направат јасни правила и јасни критериуми како до такви ситуации да не доаѓа. На тој начин ќе расте довербата во осигурувањето, на тој начин ќе расте бројот на полисите, на тој начин ќе се намалува ризикот и во стопанството и генерално во општеството, а со тоа нормално и таквата дејност на осигурување ќе расте по својот обем. Најголеми штети поради неосигурување трпат земјоделците. На изменичните суши и поплави како резултат на климатските промени, само лани од државниот буџет одлеја 4,5 милиони евра за покривање на штетите, нешто што требало да се надомести преку осигурување. Ова е година во која што преку постојната мерка за 60% покривање на висината на премијата во осигурување во земјоделството, податоците покажуваат раст. Односно, ако минатата година се осигурале 1500 земјоделци, ова година бројот на апликации е над 3000, зашто од платежната агенција се исплатени близу 1 милион евра. Но секако, иако трендот е во пораз, како што подвлече и подпредседателот на владата, не може да бидеме задоволни. Во Република Македонија работат 11 друштва за неживотно осигурување и 5 друштва за осигурување на живот. При тоа 8 осигурителни компании нудат производи за земјоделско осигурување. На земјоделско осигурување како дел од имотното осигурување отпаѓа 2% од вкупната премија. Од вкупно регистрирани земјоделци, околу 90.000, само 4% се осигурани со полиси за земјоделско осигурување. При тоа, од овие 4% кои што купиле полиси за земјоделско осигурување од број на регистрирани земјоделци, 85% биле корисници на финансиска помош за субвенционирање на премиите за осигурување. Поголем е процентот на правните лица кои ги осигуруваат земјоделските површини отколку процентот на физички лица, односно 28% од премијата припаѓа на физички лица, а 72% на правни лица. 86% од вкупната премија се однесува на осигурување на посеви и плодови, а 14% на осигурување на добиток. Најчесто се осигуруваат лозовите и овошните насади, житните и градинарски култури, а освен од град, пожар и гром, насадите се осигуруваат и од пролетен мраз и губење на квалитет.